Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Anastasia. Heute sind wir in Mazedonien in der Stadt Kavadarci und die Stadt ist sehr berühmt nach Wein und nach Trauben. Danas imamo čest da go zapoznajemo gospodine Krsta. Da li ti može da mi raskažeš повеќе за тебе? Јас ќе ти раскажам малку за себе, ќе ти раскажам повеќе за градот Кавадарци и кај се наоѓаме точно. Иначе сум Крсто Соколов, вработен во општина Кавадарци во секторот за локален економски развој. Денеска ми е особена чест затоа што те запознавам тебе, млада дама, која што има одлична идеја и ни е драго и чест да ќе бидеме ние тебе гости, покрај тоа што си ти наша гостинка во градот, за да ќе го покажеме, презентираме се она што го нуди Кавадарци. Не случајно денеска одбрав првата средба да ни биде токму во градскиот парк, на местото на спомен кустурницата, која што представува еден белег на градот, место каде што се погребани борците од народно-ослободителната борба. Дали ќе можеш да ми кажете зашто овие имиња тука стојат и зашто тука се пишани? Тоа е многу добро прашање од твоја страна. Значи сите овие имиња кои што ги гледаш, се Да. низ целата кустурница, представуваат борците кои што во Втората светска војна Да. се бореле за ослободување на Македонија од фашизмот, од фашистичкото управување. Натре во овие зидини се наоѓаат сите 305 борци кои што во тоа време паднале за ослободување на Македонија. Во нивна чест подигнат овој споменик и нивните тела се ставени во зидините како потсетување за тоа што се случило, никогаш повеќе да не се повтори. А кога е ова изградено? Ова е изградено во 1975 година. Ово е првиот дел. Значи, традиционалната македонска куќа е составена од два ката, затоа и ова е како првиот кат од куќата. Можеш да го видиш Кавадарци на бланка. Ова е навистина многу убав споменик. Дали ќе може да ми кажеш за моите гледачи точно каде ова се наоѓа, значи овој споменик? Значи, споменикот се наоѓа во еден од најубавите градски паркови во државата. Сакаш да те прошетам низ него? Може, сакам. Може. Леле, јас не можам веќе, ти не ми кажа дека волку долго ова трае, ама навистина е прекрасен парков. Значи, како нов? Па и да ти кажам право е, покрај што е од пред 60 години прв пат направен, пред 2 години е комплетно реконструиран. Значи све е ново, дрвата све. Не, дрвата си се тие. Има дополнителни дрва кои што се посадени. Целиот парк е направен со снабдување со вода, што во летните месеци му овозможува на дрвето да останат зелени. Така е многу жешко, да. Да. И комплетно е сменето осветлувањето. Така да, иако паркот е стар, направен пред 60 години, сега е комплетно реновиран за именно децата како што си ти да имаат место кај да се шетаат. Тоа е добро. Што е ова? Чекај. Вински музеј. Да. Тоа ти е еден и единствен вински музеј во Република Македонија. Сакаш да го видиш? Единствен. Единствен. Да, сакам да го видам, те молам. Повели? Фала. Добар ден. Директорка, Здраво. Здраво. Ова е Анастасија. Здраво. Анастасија. Таа живее во Германија. Решила да прави YouTube видеа за Македонија, па денеска не гостим во Кавадарци. Па беше доста љубопитна да што пишува на пред музејот. Јас ја објаснив изрази желба да го види. Па би сакале да го презентирате? Да, секако. Супер. Добро дојде, Анастасија. Здраво.
Ова е винскиот музеј, кој што е единствен од ваков тип во Република Македонија. Вау. Се наоѓа во Кавадарци и обстојува веќе 2 години. Мене ме интересира, по што е најпознат овој музеј тука? Ебилиоскопот е предмет со кој што се мереле шекерните единици во виното. Битно е дека потекнува од 1534 година. Леле, тоа е старо. Старо, многу стар предмет. И сакам да ти кажам дека вакви предмети во Европа има само 4. Кога сме веќе овде би сакала да ти покажам уште еден многу стар предмет, кој што потекнува сега од 1875 година и ова се нарекува виномер. Доста Што е интересен тоа? предмет, се ставал внатре во виното и во ракијата и на оваа скала исто така се мереле шекерните единици. Некова фрижидер. Фрижидер? Ама во тоа време не ли постоеле фрижидерите? Епа постоеле. Постоеле, значи ладилник или фрижидер од 1832 година. Сега сигурно ќе ме прашаш како тоа во тоа време кога нема струја. Епа, така е. Да. Постои една место во Кавадарци кое што се нарекува Мечкина дупка. И ден денес на тоа место и во најлетните периоди има мраз. Значи уште во тоа време луѓето кои што живееле во тој период имале можност да пијат ладно вино и ладна ракија. Како беше? Супер. Супер. Многу научив ново. Многу ново. Има доста работи кои што се допаднаа. Да, навистина. Знаеш што? Што? Разбрав дека имаш потекло од Кавадарци. Да. И имаш дедо кој што се вика Томе Андреевски, така? Да, точно. Знаеш дека твојот дедо има направено споменик во град Кавадарци? Не, ама сум слушнала за тоа. Си слушнал, сакаш да го видиш? Да, може. Може. Јас бев многу среќна што за прв пат можев да го видам споменикот што го направи мојот прадедо Томе Андреевски. На ова место, во далечната 1944 година, Да. во неравна битка, загина Димче Мирчев. Во негова чест и во чест на Киро Крстев Да. е подигнат овој споменик. Одбележие кое што за младите генерации како треба да послужи да таквите работи во животот никогаш не се повторат, да нема војна. Интересно е што овој споменик горе е дело на твојот прадедо. Значи, многу е убаво и сигурно твојот прадедо би се гордел што ти денеска правиш имено репортажа за град Кавадарци и за тоа што тој го направил за време на неговиот живот во Кавадарци. Сакаш да го погледнеме споменикот? Може. Може. Има нова фонтана. Да. И ова сето е обновено. Значи направено е пред 2 години, комплетно е реконструиран целиот парк Браво. и е направено место за релаксација и воедно потсетник за некое време во кое што се случиле неубави работи. Навистина е убава. Твојот дедо со овој споменик, со ова дело, сакал да ја покаже таа нерамна битка Да. која што се случила 1944 година, во која што се загинати Киро Крстев и Димче Мирчев, со цел да има на што македонскиот народ да се гордее, затоа што и покрај тоа што биле нерамни битките, сме успеале во борбата за ослободување од бугарскиот окупатор. Сега ќе одиме во музеот на мирисот и вкусот, Да. да се запознае со цела традиција и култура на кавадаречкиот народ, но и на македонскиот по исто време. Може? Да, може. Имаме едно прашање, што е тоа тамо? Тоа тука представува туристичка сигнализација. Денеска јас сум твој водител низ Кавадарци. Да. Во случај ако дојдеш сама и сакаш да ги посетиш и паркот, и музејот, и другиот музеј, и било се што е на културно-историски споменик во Кавадарци, на секоја раскрсница во градот има поставено сигнализација за да можеш сама да се снајдеш. Тоа е да се знае дека напишана многу добро, ако дојдеш ваму. Да? Сам. Да.
Ова е музеот? Да, на мирисот и вкусот. Добар ден. Добре. Здраво, директоре. Здраво, Анастасија. Како сте? Добро, и вие? Мило ми, добре сме. Ние Да. денеска дојдовме да го видиме музеот. Така да, Анастасија, се што те интересира во врска со музеот, прашај го директорот, тој ќе ти објасни се. Супер. Директоре, дали ќе можете да ми кажете зашто нужи овој музеј? Сега ќе ви го представам музеот Куќите на мирис и вкус во Кавадарци. Значи ова е музеј кој што е направен 2013 година Да. со заедничка соработка на општина Едеса од Република Грција и општина Кавадарци, Да. каде што се представува традиционалната тиквешка храна, односно предмети кои што служат за обработка и преработка на традиционалната храна. Нашиот музеј се разви до тој степен да можеме ние да го представиме целокупно карактерот на Кавадарци, односно концептот на Кавадарци, храна, Да. вино и музика. Одеме сега хронолошки да се запознаеме со сите предмети во музеот. Археологија. Да. Имаме ние предмети археолошки, каде што датираат од времето на неолитот. Тоа се овие камени секирки. Да. На местото на камените секирки, каде што се најдени, на локалитети во Кавадарци, каде што ги имаме вакви локалитети 220 археолошки локалитети. На местото каде што се најдени овие камени секирки од времето на неолитот, Да. негде 6000 години пред нашата ера, најдени се карбонизирани семки од јаболка и од грозје. Да. Во секој гроб, Да. машки гроб, секогаш се наоѓала чашка која што пиел покојникот. И по тоа се разликувало кој е машки, кој е женски гроб. Во Кавадарци, лозовите насади Да. биле во рацете на манастирите, на црквите, Да. на манастирите, и они ги имале собственост на тоа и произведувале вино и ракија. Имаме докази во турските тефтери дека е запишано дека се плаќало данок во вино и ракија. Сега влегуваме во винарскиот дел, Да. каде што нашата приказна оди до крајот на 19 век, каде што на овие простори почнало да се произведува многу поголеми количини Да. на грозје. И повеќе фамилии од градот наш почнали да се здружуваат за да имат поголеми количини на грозје, односно вино и ракија, за да бидат конкурентни на пазарот. Така една од тие фамилии, фамилијата Велкови, формира првата винарска визба на Балканот, се вика Тиквиш. 1885 година. Од таа фамилија ни е овој мулјач, кој што е малку репариран, Да. но го доловува нели моментот на и до ден денес работи. Колку е стар? Значи 100 години. 100 Првата половина на 20 век, 1920 и некоја година има работено на него фамилијата Велкови. Исто така и ова преса. Еве како изгледа еден типичен камин во тоа време. Доловен уметнички начин, каде што се приготвувала храната, Да. се правеле специјални јадења, а ова е вршник. Карактеристичен предмет кој што го имаме во музеот е ова прскалица од 1928 година, донесена од Германија и се користела за заштита на виновите лози, насади. Ова е прскалица каде што се прска. Сега ќе одиме горе да видиме етносовата. Се наоѓаме во традиционална селска куќа во Теквишијата, во етнички предел Теквиш. Скоро сите предмети се изработени од дрво. Да. Најкарактеристично е тоа што во секој семејство имало простор, место каде што се правел лебот. Лебот се правел бидејќи бил најдоминантен во исхраната. Што е карактеристично за верските обичаи?
тоа што за секој празник од вечер се правел погача, лепче, Да. каде што се ставал печат на самото лепче и се носи во црквата да обстои, утре дента се зима и тоа се вика, нели, лепче кое што се користи за празници и за слави во Тиквишијата. Тоа е и секаде на овие простори. Овој предмет се вика накрсник, Да, печат. Афион, најдоминантен предмет, односно растение во минатото. Во Кавадарци бил произведуван најубавиот афион, најквалитетниот афион, од кој се добива катран или опиум. Одеме сега во спомен собите на Никола Бадев и на Васил Хаджиманов, каде што ја представуваат изворната народна песна. Ова се лични предмети кои што ги поседувал, ги имал Никола Бадев. Неговата черка ни ги подарува нас, за да може ние да ги презентираме на јавноста. Секогаш сакал да настапува во народна носија. Карактеристични предмети се тамбурата, која што во 56 година во градот Нанси во Франција освоила прва награда за неговата група за представување на фолклор. Неговата гитара брач со 12 жици, карактеристични. Има напишано 220 песни, кои што дел се снимени, дел се направени песни, каде што ги ставил во тетрадка и се запишени. Ова се награди кои што ги добивал за време на својот живот, а и посхумно. Музејот лани овој медал е од председателот на Република Македонија, Стево Пендаровски, за луѓе кои што допринеле за интерпретација на изворната народна песна Никола Бадев и неговите черки ни го дадоа медалот кој стои тука и е дел од нашиот музеј. Браво. Васил Хаджиманов е роден во Кавадарци, Да. завршил училиште тука и во Скопје, запишал на фармација во Загреб. Завршил факултет и магистрирал. Да. Ама не сакал да работи во фармација. Не сакал музиката. Формира своја фолклорна група од Кавадарци и се одел секаде низ Балкан да ја представува. Да. 38 година добил прва награда за најдобар интерпретатор на народна музика на Балканот. Сите предмети кои се во витрините се лично негови, кои што ги добил на патувањата и низ разни делови низ Македонија. Имаме тука карактеристичен предмет дувачки народен инструмент од Романија, гусла од Црна Гора, тамбури, зурлата која што е карактеристична за Македонија и дајрето. Исто така, ова пијано, Ова е негово? да, во тоа време било нешто поим и е некаде 100 години старо. Тоа е животот и што е најмногу карактеристично да не заборава, собрал 8000 народни песни из територијата на цела Македонија, ги запишал, да погледнеме тука, нотно секоја песна и текстот. Тоа е нашиот музеј, како што ти реков, на почетокот, кај што ја представуваме храната, традиционалната тиквишка храна, виното, нели, како најдоминантен, нели, производ од овие простори, најголемите површини лозови насади и музиката по која што е карактеристична Кавадарци. Да. Значи концептот на нашиот музеј фактички е карактерот на Кавадарци: храна, вино, музика. Како беше? Супер! Така? Да. Слушна многу работи за вино. Да. Слушна многу работи како се прави вино. Да. Сакаш да видиш на вистина како се прави вино? Да, те волам, ајде. Сега гледаме према мала семена винарија, да видиш, затоа што секоја втора тука во Кавадарци изгледува вино и раки. Да ти покажат како тоа се прави. Може? Да. Супер. Ајде. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добре дошли. Здраво. Ова е Гоце. Јас сум Гоце, како Така, си ти? Анастасија.
Супер. Тој е собственик на винаријата и сега те препуштам да ти ги каже сите тајни за правењето на вино. Океј? Мирисе на вино? Да. Еве вака. Ова е вински подрум Побови, кој постои веќе 5 години, функционира на овој начин. Ние овде го правиме виното, правиме бело и црвено вино, го оставаме да одлежува белите вина во виностанкови, а црвените вина во овие дрвени бурења што се нарекуваат барик. Секое дрвено буре што има капацитет од 225 литри се нарекува барик. Овде лежат нашите премиум вина, Вранецо Dark Horse и Cabernet Sauvignon барик. Одлежуваат 12 месеци, потоа ги флашираме и ги продаваме на пазарот за вино. А ова се е пуно со вино? Ова е се полно со вино. Да. Од кога ќе се направи виното, после неколку месеци, да речеме белите или црвените, се ставаат во шише, се става етикета и се продава на луѓето на консументите. Значи, гледам тука имаш наистина многу бурења. Колку вино произведувате вие во една година? Така. Ние произведуваме 10.800 шишиња годишно. Значи, ние сме мал микровинарија. Кај нас е пресуден квалитетот, а не количините. Бевме доле во подрумот и сега слегуваме во новиот дел што е направен. Слободно се казва стаклото. Тука туристите најмногу се сликаат на овој дел. Ова ми е фоаје за приемни гости. Овде во другата просторија имаме сала за дегустација. Тука во салата за дегустација гостите дегустираат, односно пробуваат од вината. Што е ова тука све што го гледам? Овде ги имаме дипломите, кога ќе пратиме некој вино на надпревар, и ако виното е добро оценето, ни даваат златен медал, сребрен медал. Тоа зависи со колку поени едно вино е оценето од комисијата за оценување. Ова се признанија и дипломи од меѓународни надпревари. Од тука се упативме кон музеј галерија на Кавадарци. Таму слушнав една навистина интересна приказна за големиот Кемал Ататурк. Добар ден! Добар ден. Здраво! Ова е тетка Мире. Таа ќе ти каже што представува музеот и што е најавтентично за него. Океј? Океј. Дали ти може да ми покажеш што е најинтересното во овој музеј? Музеј галерија Кавадарци, која е основа на 7 септември 1976 година. И музејот овај објект е најстар. Порано било куќа, па било здравствен дом и преуредено е веќе од 76 година во музеј галерија. Меѓу попознатите примероци, овде е пушката на Мустафа Кемал Ататурк. Ова е таа пушка, овде кована трофеја со сребрени орнаменти. Произведена е во Соединетите Американски држави од 1874 година. Пушката како е дојдена во Кавадарци? Значи, прво, Мустафа Кемал Ататурк, неговите родители потекнуваат од Македонија, од западниот дел на Македонија, но Мустафа е роден во Солун. Сепак тука живеел, се школувал и во битува, но за време на младотурската револуција во 1908 година тој се криел во село Давниште. Го скриле во село Давниште, кај господинот еден дед, Атанаско Ајзовски, и го криеле кај него. Меѓутоа и тој Атанаско не знаел за кого се работи. Дека не знаел за кого се работи, само му рекла дека ќе го скрие кај него. И затоа, после кога дознал дека Атанаско има некој дојдено,
го тепале многу, го фрлиле при село Грниково, тука Кавадаречко, во еден дом. И бил спасен од случајни минувачи селани кои доаѓале наваму за Кавадарци. После многу години, 1924 година, веќе Мустафа Кемал Ататурк е голем државник, прв председател на современа Турција, и тој го барал цело време Атанаско Ајдовски и препис писања, и веќе Атанаско бил стар и почнал да му праќа подароци, не можел да оде за процет, му пратил покана, му пратил писма, тој си ги носил писмата во својот појас, но не можел да пакува, тој бил стар и меѓу другите подароци му испратил и оваа пушка од системот Винчестер. Пушката е Винчестер, рековме обелена со сребрени орнаменти, трофејна пушка и користи ловачка муниција. Подосна еден учител во селото Давниште, Пане Попкозев, ја подарува на музеј галерија. И сега музеј галерија има оваа пушка. Научи за Кемал Ататурк и за тоа важноста на самиот музеј. Да, виждате на ниво приказни. Така, знаеш дека горе долу низ секој град поминува река? Да. Имаме и ние река, ама има многу чудно име. Се вика Луда Мара. Ајде да отидеме до реката да ти ја раскажам приказката како го добила име. Може? Супер, може. Ајде. Во близина на музеот се наоѓа реката Луда Мара. Навистина интересно име, но тоа име има навистина тажна приказна. Реката Луда Мара го добила незиното име по една жена која се викала Мара. Мара живеела на едната страна од реката. Еден ден незините деца се играле на другата страна од реката. На тој ден фатило многу големо невреме, многу врнело и многу дувало. Реката надошла и носела све со себе. Мара сакала да ги спаси незините деца и да влезе во водата. Но луѓето што биле околу незе и викале: "Мара, не биди луда, не го прави тоа." Но Мара не ги послушала тие луѓе и влегла во водата. Но водата ја однесла. И така ора не успеала да ги спаси незините деца. Навистина една многу тажна приказна. Од тука, по кеот на реката Луда Мара, се упативме кон селото Ваташа. По пат ја сретнавме спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџуро. А како што ти објаснав претходно, ова е куќата на народниот херој Страшо Пинџуро. Што има за него, ќе ти објасни тетка Натка, која е вработена тука и која знае историјата за неговото дело. Па ти предлагам да влеземе да ја слушнеш. Може? Добар ден. Добар ден. Ова е тетка Натка. Ова е Здраво, Анастасија. Анастасија. Јас сум тетка Натка. Таа доаѓа од Германија. Незината мисија е да ја запознае Македонија и сите градови во Македонија, иако е македонка, а целта е да го презентира тоа пред незините врсници во Германија. Така да повелете и уснете. Дали ќе можеш да ми кажеш што значува оваа куќа тука? Ова е спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур. Во 1958 година е заштитена со закон за заштита на спомениците од културата и представува меморијален спомен музеј. Тој е роден на 5 март 1915 година во Струмица. Тако неговиот татко работел како учител. Меѓутоа немал ниту една година кога неговиот татко загинал во екот на Првата светска војна, 1915 година, октомври, во Криволак. Се враќаат со неговата баба тука, во Ваташа, и таа била единствената хранителка, негователка и воспитувачка на Страшо Пинџур.
Основно образование и ниша гимназија завршил во Ваташа и Кавадарци. 1929 година тука во Македонија се укинале сите гимназии, средни училишта, па како и многуте други ученици, и Страшо Пинчур морал да го продолжи своето образование во Србија, каде што биле отворени специјални интернати и училишта за македонските ученици. 1933 година тој започнал во Крагуевац да го пишува својот дневник. Во тој дневник на едно место тој запишал: а јас ќе умрам млад, а мојот гроб нема да се знае. Ова негово предчувство и навистина се остварило. Тој бил еден од организаторите за основањето на МНАПО, Македонски национален покрет. 1939 година доаѓа тука во Ваташа, летниот распуст, и заедно со Ристо Михов и Џошо Бојачиев ја обновиле партиската организација тука во Ваташа, која што била во длабока илегала. На 27 мартовските демонстрации, 1941 година, кои што се организирале низ цела Југославија, тој се наоѓал тогаш во Скопје и заедно со многу истакнати револуционери исто така учествувал против приклучувањето на Македонија кон Тројниот пакт, со цел да придонесе повеќе во борбата за ослободување на Македонија. Септември 1941 година бил назначен за инструктор на Покринскиот комитет на КПЈ за Македонија. Што значило тоа? Тоа значило приклучување на нови членови во партијата, во организацијата, отварање на нови местни комитети, постоечките кои што биле во илегала да ги обнови и да ја шири мрежата во цела Македонија. Значи тој неуморно патувал и ја подигал свеста на македонскиот народ да се приклучи во таа борба за побрзо ослободување. Во есента 1942 година добил задача, партиска задача, да замине во Велес со Мир Чацев и да ја возобнови растурената партиска организација, односно после разбивањето на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов. На 18 декември 1942 година доаѓаат во Велес и имале состанок, но вечерта биле пронајдени и откриени каде што преспиувале во куќата на Јован Митрев. Биле откриени таму и биле приведени и однесени во Скопскиот истражен затвор. Биле многу мачени, тепани, да кажат нешто за она што го работеле. Мир Чацев не кажал ништо. Цело време молчал. Страшо Пинчур рекол: верови, јас сум Страшо Пинчур, тоа е доволно за вас. По долгото измачување, тепање, малтретирање, на 4 јануари 1943 година е пронајден мртов во неговата ќелија. За да го скријат делото што го направиле, и страшната, односно полицијата во затворот, го изнеле телото на Страшо Пинчур надвор од затворот и ден денес не знаеме каде е неговото тело, а Мир Чацев бил фрлен од затворската зграда. Значи, така завршува животот на еден од најголемите македонски револуционери, борци за Македонија, реков, од времето на Втората светска војна. На 24 септември 1943 година бил формиран партизански одред и името го добива по народниот херој Страшо Пинчур. Тој е меѓу еден од првите, е прогласен за народен херој на 29 јули 1945 година. Значи, реков, меѓу првите во цела Југославија. Значи, тука имаме едно признание, ова е подпишано од тогашниот претседател на Југославија, дека се прогласува за народен херој, за неговиот придонес во организирањето на македонскиот народ во борбата против окупаторот. Значи, да напоменам, Македонија во времето на Втората светска војна била окупирана од страна на Бугарија. Значи, тој се бори против бугарскиот окупатор и се бори за слобода на Македонија. Што научи?
Денеска го научив ликот и делото на Страшо Пинџер, навистина беше интересно. Значи, сега знаеш малку повеќе за историјата и на Ваташа, и на Кавадарци, и на работите што се случувале во минатото. Да, баш така. И сега ти предлагам да направиме една мала прошетка, да отидеме до местноста викана 12 ваташки младинци. Тоа е местото каде што се убиени 12 ваташки младинци за време на Втората светска војна, Да. како што ти кажав. Тоа е прекрасно место, моментално излетничко место, а таму заедно со природата ќе прозборуваме за тоа. Океј? Може, ајде. Може, ајде. Ах, навистина е убаво да се шета преку реката. Да. Знаеш дека до пред 3 години ова место тука не можеше да се дојде вака пешки. Навистина? Навистина. Сега имаме можност од Кавадарци да дојдеме тука или со велосипед или како нас пешки. Значи, од центарот на Кавадарци до тука е 5 километри. За сите посетители во градот кои што се, но и за жителите во Кавадарци, општина Кавадарци во изминатите 3 години направи велосипедска патека која го поврзува местноста Моклиште, која е на 2 километри тука, со град Кавадарци. Така да во слободното време и се нуди на локалното население, но и на посетителите место за рекреација и одмор. Што е ова? Ова е местото кое што ти кажав, дека пред многу години, далечната 1943 година, Да. на ова место е извршено зверско убиство на 12 младенци од селото Ваташа кај што бев. Да. Значи, тогашниот бугарски окупатор со цел да ги заплаши жителите на селото Ваташа, 12 младенци кои што биле во револуционерната борба за ослободување на Македонија, биле тука стрелани. И тоа биле стрелани пред целото село Ваташа. Целото село било собрано од страна на војската, на бугарската војска, за да го гледат тој масовен чин. Од толку што било страшно, целото село буквално плачело. Што е ова? Точно на ова место, Да. значи кај што се наоѓаме сега, биле поредени во строј 12 младенци. Да. Значи, тука, баш каде што стоиме сега, е извршен тој неубав чин пред многу години. И тука исто имаш табла, на Да. која што, баш точно местото, стрелани на 16 6 1943 година. Сега, овие борчиња тука што се, Да. што ги гледаш, представуваат едно борче, едно дете. Значи има вкупно 12 борчиња кои што символично го одбележуваат местото каде што се стрелани 12 ваташки младенци. Да. Од селото Ваташа се упативме кон плоштадот на градот Кавадарци. Прошетката низ центарот на градот навистина ме воодушеви. Од сите градови кои што сум ги посетила, ова е еден од најчистите градови во Македонија. Интересно за мене беше што на секој место имаше патокази кои што ги покажуваат туристичките места. Исто така имаше инфобиро каде што можеме да се информираме за градот Кавадарци. Неле, јас малку се изморив, ќе може да седнеме? Да, стигнавме на центарот во Кавадарци. Да. Ова пред тебе е општинската зграда. Таму работам јас и градоначалникот Митко Јанчев, кој го води градот во последните 7 години. Сакаш да седнеме да ти кажам малку за Кавадарци? Може, ајде. Може? Повеќе. Ето тука е добро. Тука е добро. Ќе може да се види ова од позади. А како веќе седнавме, дали ќе може малку да ни раскажеш нешто за Кавадарци? Значи, Кавадарци е град кој е сместен во срцето на Тиквешкиот регион. Представува најголем град од сите градови кои го сочинуваат Тиквешкиот регион и за него има пишани записи од 1570 година поточно, дека во тоа време бил
дефтер на Кюстендилскиот санџак. Инаку самиот град датира од праисториско време, кога документи за него се уште нема пишани. Сега, кавадарчани се познати по својата итроштина. Знаеш што е итроштина? Не. Кога некој е многу итар. Окей. Значи, на времето кога сме биле под турско робство, близко до нас се наоѓа еден град кој се вика Неготино. Тогашниот султан го одбрал Неготино да биде како главен град за околијата, за Тиквешкиот регион. Кога го слушнале тоа кавадарчани, решиле да отидат во Солун и да го пречекаат Агата, кој што требало да дојде во Неготино да го види како град, дали одговара за да биде како главен град на Тиквешијата. Кавадарчани го пречекале на возот и го однесиле во градчето, тоа е мало градче, кое се вика Демиркапи. Окей. И му рекле, ова е Неготино. Кога го вишол Агата, Да. местото, се изненадил, ова е многу мало место, не доликува да биде како центар на Тиквешкиот регион. И тие му рекле, па до нас е близко Кавадарци, да ти го покажеме Кавадарци, за да го видиш него. Кога го донеле во Кавадарци, кога го видел местото големо, развиено, со занаетчи, со многу дуќани, решил да, тука ќе биде Пашалукот се вика тоа, каде што ќе самото место ќе биде како еден вид на главен град во тогашно турско време. Така да со тај и троштина кавадарчани се наметнале да бидат како главен град или одговорни за целиот Тиквешки регион во старо турско време. Иначе зборот кавадарци доаѓа од зборот кавадарион, што како зборче има намена скапа наметка која во тогашно време ја изработувале луѓето кои што живееле во Кавадарци. Браво. Сега, денеска запознавме многу интересни луѓе. Да, навистина. Запознавме исто така многу од историјата на градот. Едно од тоа што градот е познат е по виното и ракијата. Да. Сега ќе ти ја покажам најстарата лоза во Македонија, која има повеќе од 100 години. Добро. А потоа ќе одиме во винарската визба Тиквеш, која што е најголема винарска визба во југоисточна Европа и произведува 35 милиони литри вино. Вау, па тоа е навистина многу. Да, навистина е многу. И ќе се фасцинираш од гледката како виното се прави во огромни бочки. Океј? Океј, може. Може да одиме? Ајде. Ајде. Што е ова таму во горе? 1920 година. 1928 година. Ова е единствено нешто кое што останато од поранешното управување. За жал, град Кавадарци нема стара чаршија. Да. Сите објекти се разурнати и е направено се направени нови. Овој е единствениот кој што останал како објектот како културно наследство е и првиот хотел во Тиквешијата. А уште се користи? Официјално не, сега моментално е кафич или кафетерија, Да. каде што е сместена најстарата лоза. Овој дел тука порано бил кај што се послужувала храната. Да. А тука горе биле кај што бил гостинскиот дел или кај што имало соби за спиење. Да. А тука надвор И била- дрвото? да, Ова е дрвото? ова е дрвото. Ова е најстарата лоза во Македонија. Има преку 100 години. Значи, преку 100 години стара. Засадена е кога го правеле самиот објект. Не знаеме точно од кого, но до ден денеска се уште живе и престанува еден вид белек или бренд на град Кавадарци. Анастасија, стигнавме малку до крајот на денешното патување. Сега сме пред винарската визба Тиквеш.
Таа е најголема винарска визба во југоисточна Европа. Произведува 35 милиони литри вино Охо, това е годишно. много. А натре е многу убаво. За тебе како млада дама ќе видиш нешто огромно што сега не си го видела, а ќе има и што да им покажеш на твоите другарчиња назад во Германија. Сега ќе влеземе, ќе да се запознавам со Кристина, таа ќе ти покаже се она што те интересира внатре во винаријата. Може? Може, ајде. Повели. Хвала. Добар ден. Добар ден. Да. Здраво. Здраво, Кристина сум ја. Мило ми е. Здраво, Анастасија. Кристина, мило ми е. Таа денеска ќе ти биде домакин во винаријата и ќе ти покаже се она што те интересира. Прашувај прашања повеќе за да можеш повеќе да научиш. Океј? Јас и Кристина се упативме кон винарската визба каде што ми покажа каде се произведува вино и ракија. Е делот за жестоки пијалоци. Имаме 3 вида на ракија. Да. Лозова жолта, лозова бела и ВС. Сите имат различен процент на алкохол. Лозова бела е 50 степени, лозова жолта 40 степени и ВС 45 степени. Таа е од посебни сорти и најмногу е стоена во дестилат. Од кога ќе се сомели грозјето во мулјачите, по слободен пат грозјето се движи во преса. Да. Се одделува отпад и течноста. Течноста оди во големите танкови на ферментација. Тоа се големите танкови таму. Ферментацијата трае од 21 ден до 28 дена. Сега ќе се движиме десно. Од кога ќе заврши процесот на ферментација, виното оди на зреење. Може да зрее во дабово буре или во иноксна цистерна. Во дабово буре зреат премиум вина, во иноксни цистерни класик вина. Премиум вината може да зреат од 6 месеци до 24 месеци, а класик вина од 3 до 6 месеци. Сега тука ќе ги видиме мулјачите. Овде се истура грозјето. Тука е берба, нели се во функција. Моментално сме 8 метри под земја. Тука имаме само црвени вина на зреење. Овие подруми се изградени во 1885 година од страна на лозарски фамилии, Вчкови и Велкови. Тука имаме дзидни цистерни, тие дзидни цистерни се по 100 тона, исто така таму се чува класик вина на зреење. Сега можеме да продолжиме натаму, да ги видиме старите дабови бури и новите. Ова го викаме улица на виното. Сега, овие буриња од оваа страна се старите буриња, тие се од Хрватска, од хрватски даб се е материјалот. Стари се над 50 години и моментално тука стојат како сувенири, не ги користиме за вино, полни се со вода за одржавка. Од другата страна ги имаме француските дабови буриња, од француски даб. Сите буриња се по 8000 литри. Дечки, дали знаете дека оваа винарска визба е најголемата во југоисточна Европа? Јас таму научив како се произведува вино и ракија, каде се чува и каде се пакува вино и ракија. Ова е навистина едно многу прекрасно место. Му препорачувам на секој кој ќе го посети градот Кавадарци, оваа место да биде во неговата агенда. Може да ја видиме архивата на вина. Во 1956 година, тука бил Јосип Броз Тито, по негова иницијатива се прави архива на вина. Од секоја берба се ставаат шишиња внатре и на секој од 4 до 10 години енолозите го проверуваат виното и ги променуваат тапите.
Значи ставате секоја година нови шишиња? Да. Од 56 до ден денес, од секоја берба имаме шишиња внатре. Тоа се 4 простории внатре и полно е со вино. Ама тие, значи тие таму што се веќе стоени, тие кузен колку тоа, тие можат уште да се пијани или? Тоа само енолозите, овие не се тука за пиење, енолозите ги проверуваат, тие го пробуваат виното и ги полнат со воздух и ги променуваат стапите. Кога сме веќе кај виното и грозјето, би сакала да спомнам еден навистина убав и голем настан, што се одржува секоја година во градот Кавадарци. А тоа е Тиквешкиот гроздобер. Овој настан се одржува уште во античкото време, а традицијата се чува и негува. Ова е најголемиот настан во Македонија, кој трае 3 дена и има многу забава, смеа и музика. Карневалската поворка е навистина убава и најголемите музички ѕвезди се секогаш задолжни за атмосферата на Тиквешкиот гроздобер. Кавадарци, се гледаме во септември.